А вие сте дошле. Ова е новата еден на еден. Денеска не сме во студио, денеска сме на пат. Причината поради тоа е едноставна, нема воопшто да ве лажеме и ќе бидеме многу искрени и ќе ви ја соопштиме. Значи, одиме кај Каролина, само 2 дена пред нејзиниот концерт во Универзалната сала. Таа се наоѓа во Борис Трајковски, таму е со нејзиниот бенд, со сите кои што ќе бидат за 2 дена во Универзална на нејзиниот акустичен концерт. Треба да позборуваме со неа. Веднаш потоа одиме на едно друго место, ќе одиме да зборуваме со Дејан Лилич и си решивме, ајде, што ќе одиме во студио, подобро да го фатиме патот, да го запалиме комбето и оваа емисија пред новогодишна малтене да ја направиме така специјална да биде. Инаку многу добро изненадување ви подготвуваме за последната емисија пред Нова година, ама за тоа рано е. Ќе си да знаете и сами. Значи, започнуваме со новата еден на еден, одиме со ново време, веднаш по ново време, трите работи кои не ги знаете за Каролина и веднаш потоа токму таа ќе се појави, се надевам бидејќи веќе касни 30 минути, во овде оваа просторија каде што снимаме и ќе почнеме со муавето, да. А и се надам ќе ме земе во бенд. Знам 2 акорди. С и Ф. И дедор сум знаел. Нека не ве чуди ако некогаш ќе видите Каролина, наместо да јаде да си го бакнува оброкот. Иако тоа е навистина добра идеја за диета, сепак причината е друга. Таа никогаш не фрла храна без претходно 3 пати да ја бакне. Ако мислите дека тоа е суеверие, слушнете го ова. Каролина со гости, најдобро е да изненадите на почетокот на неделата. Не за друго, барем со сигурност ќе знаете дека си ја средила собата. Уште од мала, таа не пропушта понеделник, а да не си го намести креветот. Па дури ви препорачува и вие да го практикувате тоа. Онака, за да ви тргне. Во последно време Каролина е обседната со серијата Gossip Girl, а главната причина што не поминува ден, а да не дзирне нова епизода, па не ни морам да ви кажам. Се разбира, Ед Вествик. Ајде, добре дојде во емисијата. Добро ве најдов. Тоест, ние добро те најдовме тебе, сега сме на... Да, вие добро дојдовте. Да, вие сте на мој терен моментално, да. На проба ти дојдовме. Да. Ептен тазе е работела, 2 дена само те делат од концертов. Така е. Да, се наоѓаме во Борис Трајковски, фактички во една просторија каде што вие вежбате. Ги избркавме на кратко момци, девојки, се што имаше тука. Ние сме сами, и камерамани имаме избркано, ова е се со статични камери. Да. Прво прашање, мислам, еден комплимент до тебе, дека ти и Калиопи сте најверојатно едни и единствени музички звезди, пејачки звезди кај нас. Зошто е толку мал број? Што мислиш ти? Зошто се сведува само на толку малку пејачи, кога 20 години веќе имаме независна сцена? Прво, благодарам на комплиментот. Драго ми е што мислиш така, бидејќи еве конкретно кога зборувам за себе, вистина во мојата кариера е вложен многу труд пред се и веројатно резултатот е таков каков што е, поради тоа што никогаш не се бирал по краткиот пат, никогаш не се правеле некои компромисни решенија. Веројатно поради тоа што македонците како менталитет се такви да најмалку го ценат своето. Значи додека не признаат надвор, додека нечи труд не се вреднува надвор, и дома некако не те почитуваат толку. Мислиш дека тикет за тоа да добиеш респект кај нас е прво... Па тако беше мојот случај конкретно пример. Тако беше веројатно и случајот и со Тоша би рекла исто. Некако и дома почнуваат да те гледаат со други очи, знаеш. Многу често се среќавам со коментари од типот
Па ме прашува во Србија за тебе, па ме прашува во Хрватска, па ти си била популарна таму, знаеш. Едноставно луѓето како да не знам да го игнорираат тоа што веќе јас можеби скоро 10 години издавам и надвор од Македонија. Сега спремате концерт. Долги години си на сценава. Кој пат правиш нешто акустично овакво? Прв пат е ова акустичен концерт. Зошто баш сега? Па ова беше на иницијатива на One, на мојот партнер за 2012 и 2013 година. Нивна идеја беше да се направи на крај. Мојот дечко за 2012 и 2013. Нивна идеја беше да се направи концерт како круна на нашата успешна врска во оваа година, да. И затоа ние сметавме дека би било убаво да биде тоа амплат концерт, бидејќи нели изгледа сега неодамна и првото компилацијско CD. Оние кои што можеби и не биле толку големи хитови, меѓутоа не знам, сметаме дека неправедно биле запоставени во однос на другите. На концертот сите ќе запеат? Нема сите, меѓутоа да, повеќето од компилацијското CD и секако оние песни кои што биле најголеми хитови. Пееш ли нешто странско? Мислам странско. Нешто што не е твое. Пееш по концерт? Да, пеам, меѓутоа главно стално практикувам главно да пеам мои песни. Добро, вметнуваме 2-3 странски хитови кои што се актуелни во моментот и надвор од Македонија обавезно ги пеаме и старите македонски песни, бидејќи стално добро проаѓаат. А во така? Да. Едва чекаат да ги слушнат? Едва чекаат и многу добро реагираат. Значи многу подобро реагираат на нашите стари македонски песни надвор од Македонија, во Србија, во Црна Гора, во Босна, отколку во Македонија. Си прашал некој зошто е тоа така? Не знам. Не знам, меѓутоа ги знаат, да. Ги знаат и неверојатно колку добро реагираат. Веројатно сето тоа има, не знам, екзотично, сепак блиско, не знам, така би го опишала јас. Не си често во медиуми и има впечаток и сите има впечаток дека многу дозирано ги правиш тие работи. Претпоставувам во соработка со дечки од Авалон, дека си се договарате кога, каде, како. Посебна причина за тоа има или едноставно не сакаш да ти има доколку нема што да кажеш? Добро, можеби си во право. Не сакам да ме има по секоја цена, значи не сакам да ме има да зборувам за некои работи кои што се тотално небитни. Стално сакаме да има сериозен повод. Така, приватно зашто се зезаш со другарки, например, сигурно има, не се препоставам другиве јавни личности и слично и сигурно се зезате меѓу себе за твоите нешто кога ќе напишат нормално тоа константно со дечковците и со мажењето и така натаму. Дури јас мислам дека ми е преку глава на луѓе, не па на тебе. Какви шеги си правите меѓу себе, ме интересира, сигурно има некој. Па добро, има да. Обично не зборуваме значи воопшто за мојата работа, меѓутоа вака кога не знам, кога ќе ме омажат по 20 пат, кога ќе се случи нешто такво да или кога ќе останам повторно трудна. Така знаеме се уште ги сваќаат сериозно или веќе Не, моите пријатели не ги сваќаат сериозно. Кога престана? Дури ако јас не им спомнам, не ми ни спомнуваат као подобро, ајде изгледа не знае, подобро да не ги кажуваме. Ама никогаш не ги сваќале сериозно тие работи. Едноставно, знаеш, ако навлезе човек во тоа, значи ако дозволиш тие работи да ти го раководат животот, тогаш веќе се направо белја некогаш со некој близок или роднина или нешто така, мислам, белја во смисла е баш тоа, да си помисла дека нешто е навистина, што врска нема. Добро, да, Па ти се уга Каролинче Шоева. Во пар наврати, значи мајка ми имала проблем да објасни на роднините дека не е точно дека крие дека сум се омажила, нели туку. Дека е тоа едноставно трач. А и се љутата нака, така ли? Се случило, да, пар тетки да изјават, као зошто ни криеш? Еве кажа на телевизија. Чиме на телевизија мора да е точно? Да, па не знам, јас искрено не верувам во ништо што ќе прочитам за никого. Значи, поучено од новите. Тренувајќи од себе, значи стварно не верувам во ништо. Јас верувам само на своите очи, некогаш дури не на своите очи. Па да. Поgotovo со медиуми такви, не има кај нас до толку сега по медиуми што се госип нешто жолти. Добро, има еден-два соработувам, да, добро, со актуелните соработувам доста добро и можам да кажам дека не сме имале никаков проблем, бидејќи знаеш да излезеш во пресрет како ти речат, дајте сликнеме, те нема да Па не ги сакам јас тие, не знам, тие наместени папарацо фотки. Не тие, не. Тие тоа како ми се стварно. Ај дојди прави се дека пиеш. Па да, нели? Од не знам шо, па ние ќе да сликаме.
Да, не знам, обично немам проблем, значи ако нешто дознаат и ако нешто е вистина, ако не се воопшто не се малтретирам да се објаснувам и да се да се расправам, да не се објавува нешто, бидејќи во мојот живот всушност и не се случува ништо толку чудно и страшно. Па од друга страна никогаш и сама не провоцирам. Значи ако се прашувам јас колку помалку ме има толку подобро, ако веќе мора, ако веќе запнале, ако веќе нешто сликале, направиле, дознале, не можам да ги спречам да објават. Ми спомна за лично за тебе, баш ме интересира, што правиш кога сакаш, не знам, дури не излегуваш нешто премногу. Што правиш обично од 20 часот на вечер, кога немаш ни концерт, ни ништо, ни си фри? Да, добро, да, сега периодов е да, сигурно не гледаш со проби, да, и со па гледам кога се вратам дома касно, значи на кај, не знам, на кај 11 во 12 сум веќе во кревет заспана. Таков ми е биоритмот цел живот, без разлика колку ми е набиено темпото на работа, биоритмот ми е таков. Од после 11 веќе се гасам, во 12 заспивам, во 9 сабајле сум свежа. Како бебе. А прво нешто што правиш од сабајле сите? Од сабајле пијам кафе, не дека сум некој кафеџа, туку чисто како, не знам, ако не пијам кафе, ќе се зимно време можам и чај да се напијам, да. И пијам многу сок од портокал. Браво. Да, тоа ми е ритуал со години. Одлично. Цеден или онако? Не го сакам толку цедениот, тој што е од тетра 100%, тоа ми е најубав и со години го пијам. Сок и кафе или а вечерна разонода, која ти е омилена? Вечерна разонода, вака во зимските месеци кога е поладно, се собираме многу често кај мене дома. Гледаме филмови, баш кај мене, бидејќи живеам сама. Гледаме филмови или пиеме вино, разговараме. Стандард, значи друштво. Работи, да. Така. Да. Иначе што зборите вие стварно? Па што може да збориме, мислам. Сите жени зборат за исти работи. Иначе добро, кога е поубаво времето, сакам да излезам надвор, меѓутоа не знам, излегувањата не ми се чести, стварно од време на време, ретко. Сакам во кафанче преку ден да седнам. На ручек нешто така. Да, на ручек. Мојот живот не те влече? Не знам, не ме влече многу. Никогаш не те влечел, нито таква си по карактер? Па има периоди кога излегував почесто, да. Значи пред неколку години сакав почесто да излегувам. Меѓутоа не знам, издосади. Многу побаво си поминувам вака преку ден во кафанче, кога си седнам негде со другарки, со друштво, отколку не знам да седам до 4 сабајле во некоја дискотека. Ако правиш паралела на ноќен живот порано и сега, пошто ти си била позната и тогаш и сега си позната и вртиш глави и тогаш си вртела и сега вртиш. Вистина е тоа што викаат дека порано многу поубаво било? Се зборам кога Каролина девојка. Да. Онака, што Па не знам, веројатно добро, нормално дека ми било поинтересно на 20, на 21, на 23, 4, сега поинаку го гледаш ноќен, тогаш го гледаш како обавеза, значи тогаш мораш да излезеш, нели, тоа е најбитно нешто. Да. А сега го гледаш како, да, а сега ти е као, добро, окей, ако сум расположена, да, ќе излезам, ама не можам да правам планови дека петок и сабота морам да излезам. Да, ниту пак сакам да смислувам што ќе облечам, ниту нешто да се замарам, ниту да облакам високи штикли и да се дотерувам нешто премногу. И црни чорапи, да. Едноставно, не знам, да, кога се чувствувам убаво, сакам да излезам да си поминам добро. Битола? Одиш? Одам често, одам многу често. Последен пат? Што правеше последниот пат кога одеше? Да, бев пред 2 недели, да, скоро 2 недели, имав настап, значи бев и професионално, бидејќи бев дел од еден фестивал на музика од светот, настапив со проектот Македонско девојче. Така. Да, така да споив бизнис and pleasure. Готвиш? Ова монтажа ќе го сменим. Лако изважда, да. Да, готвим. Тоа баш ме интересира дали готвиш, и општо луѓето дали готват. Да, готвам. Размени ми рецепт некој да сакаш. Да, не сум баш за рецепти нешто правиот човек, меѓутоа знам да сготвам само неколку работи што сакам да ги јадам. Основните, да. Супа од кисичка и слично. Тестенини. Не, знам да направам шпагети добри, тоа. Што подразбираш под добри шпагети? Па знам да правам некои интересни сосеви. Сигурно не кетчап и сирење. Не, тоа никако. Него експериментирам со тоа што имам дома. И стално излегува нешто вкусно. Значи не знам да ти кажам еден рецепт. Да, знам да делам баш исто мислење. Знаеш, баш тоа што имам, ќе ставам и секогаш ми е убаво дали дека јас сум не знам или не. Ставам лук,
кромит, шо и да ставам Да, нешто лукова пак ли везно. Лукова везно Не би во лук во се да, прави во добро, да? маслиново масло го пржувам прво лукот и после тоа ги поминувам шпагетите и многу убав мирис добива. Да Сакаш знаеш тајна тоа една? ти е тип. Сакаш тајна, кашкавалче што и да ставиш, многу побогато. А стварно? Да. Да, добро, може Што да. да сакаш, стави кашкавал од еднаш е многу побого јадењето, не ми се вери. Да, исто така имам стално и секрет ингредиент на периодот. Сериозно? Значи едно време беше соја сос, па беше кари, значи. Сега изминативе 2 години сенф. Ставам Сенф? буквално во се, ама буквално во се. Можам и од тегла да јадам сенф. Сигурно не. Можам да. Со лажичка така и да си. Па Ама не цела фаќа тегла, со меѓутоа нешто. лажичка да, можам да. Добро, замисли тоа стварно, пушташ филм и си земаш тела сенф, ја гледаш Каролина и си јадеш. Не, тоа Браво. го правев со љути со феферонки до пред 3 години, па после да. Ми беа и тие секрет ингредиент во се ги ставам. Јадеш многу луто? Не јадам многу луто, да. Издржуваш онака, баш? Па не ми е проблем, сакам многу луто и зачинато. Ракија пиеш, претпоставам. Пием, да. Со кафаната, дека ми спомнам. Да. Кафанче и ракија, тоа Така? да. Зашто комбинираш раке? Со пивце се разбира. Раке и пиво? Па ракија, па после тоа пресекувам со Ти пивце. текила и пиво пиеш, изгледа. Текила не можам. Не? Не знам зошто текила не. Многу ти е Ракијата јако. Имам едно Разлика, лошо искуство од разлика е. младоста, така да од тогаш сум престанала. Сите имаат лошо искуство од текила од младост. Да, така да од тогаш не сум се напила. Друго нешто за кујна вака што би ми кажала? А друго Има ли за- некое јадење кое што си го пробала и едноставно си рекла никогаш више? Знаеш, сакам нема такво нешто, него има работи кои што не сум ги пробала, а сакам, Аха, ама меѓутоа ти никако треба да се храброст, убедам, малку, да. Сакам да Например? пробам пифтија на пример или пача. Буквално нема да ми веруваш, озбилно. Сакав да ја прашам. Чудо е, нели? Сите викаат Сега тоа. сакав тоа да прашам. Сакам Дали да си го пробам. пробала? Не сум пробала, а сите ми викаат дека било нешто неповторливо. Да. Не, Али озбилно, никако да се гледам уведам луѓе да што пробам, да. Јадат константно секоја зима, јадат и јас исто така. Немам Да. пробано, сакам да пробам. Немаш пробано? Не, Не. ќе пробам, Сакам да, ако не ова зима наредната ќе пробам сигурно. Ево изненадувањето на вечерта и замисли сега некаде да доеш. Замисли, да. Знаевме. А не знам дали ќе пробам. Чварки? А добро, чварки. Чварки, само правам. Една-две, се не дека ми се многу. Така. Ова со Да. тежини, такви работи, женски работи, многу си засегната? Не сум и засегната, баш работам на случајот на покачување, меѓутоа многу тешко ми оди. Така ли? Да, така да, еве баш денес неколку Секојаш си била чварчиња. слаба, сите, Да. мислам, тетки, баби во фризерници секојаш што коментираат као девојче, види го. Скажете колку е слабо, да. Да, Знаеш, лошата страна е што да си слабо, Македонија повлекува и низа негативни умабети, нели? Кои што да како нели, ако доволно да си буцко и ништо не можеш да правиш се, ама никој Да. нема ни да се посомнева, така да, да. меѓутоа не знам, таков ни е нас генот, значи во мојата фамилија сите се танки. Сестра ми е, да речам, таза мајка година и пол и е слаба, добро, малце е покрупна од мене, значи, али е слабичка, значи таков едноставно е, не знам, како што некои луѓе буцкасти по природа, така некои луѓе се слаби, знаеш, сите сме различни. Не ве, како што ти кажав, работам на случајот, меѓутоа. Чим можеш така да си јадеш, да си јадеш? Па да, добро. Не знам, убаво е дека се чувствуваш, нели, кога си послаб, кога си фит, да чувствуваш, нели, стално како полесно, пополетно, меѓутоа еве, јас баш поради некои работи работам на зголемување на килажа. Ова беше најдолгиот блок за јадење што некој сте прашувале, призна. Секаде на За Балканот. пифтија не сум правила, За моменти пифтија за никој не ти чварки, зборува. ама никогаш. Ајде уште еднаш за концертов. Се ближиме полека до крај. Што ќе се случува? Па ќе се изведуваат, како што кажав, значи дел од песните од компилацијското CD, освен јас ќе бидат на сцена овие момци и девојки кои што ги избркав навред малку на пауза. Значи стандардно бендот кој што ме придружува на сите мои живи настапи. Заедно со предечките вокали, нели, имаме исто и гудачи, имаме и дувачи кои што ќе обогатат, кои што ќе го обогатат перформансот на одредени Препоставувам на кој numeri, da. Gosti ovoj pat ne, Вајде нема најде да летаме да дојдат гудачи. pa ne, ajde da letаме нема ни да изведуваме. Па добро. Да, меѓутоа, Толку моето познавање. не би легнала во акустична варијанта, знаеш, а пробавме. Баш ми ке што дојдовме Да. и Супер помини си има и топ концерт за 2 дена.
Фала. Универзална сала, значи она стандардната да ги поканиме. Така, ги Почеток кога? покануваме. 8 или 9, не сум точно сигурна. Добро, вака. Нека Значи- ќе ги кажеме нека оди на Кајрон, да. Не, вака треба. Универзална сала, почеток во времето што сте го прочитали. На монтажа. 8 или 9, да, мислам дека е 8. Па не е ни Да, твоја да. да знаеш кога почнува концертот на крај Не, крај. никогаш не сум сигурна дали е 8 или 9 за концерт, како што никогаш за пресконференција не сум сигурна дали е 11 или 12. Така да пред за 2 недели ке закастете на собствената пресконференција. Ти мислиш 12? Бидејќи мислев дека е 12 и до 10:30 седев дома со кафенце полека, така да Со кафенци и чварки. не е чварки за доручек. Добро, не си хардкор. Баш кај не секојдневно. Не. Сега продолжуваме со нешто што ќе ти кажав, ајде да го видиме, но бидејќи не сме во студио, нема да има сврха. Како и да е, делов се вика пуштање и правиме туторијал на тоа како не треба да се пуштаат на девојки. Може ќе препознаеш некој. Фала што да. Фала им тебе. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. Добри фармерки. Може да го пробаме патентот да ни работи. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so Ромео и Јулија, огромен успех, дури немаме светло. Одлично, не е важно. Да, види се. Светлото е небитна работна. Не бе, зашто снимате шо? Може и без струја, ако сакаш, мене не ми е. Саботажа ни прават. Цело време. да. Директорот на Драмски. Денешнава анкета со бесмислени прашања решивме да ја посветиме на опозицијата. Што мислите вие за одлуката на опозицијата годинава за да собираат повеќе гласови да се облекуваат како дедомразовци на плоштад? Опозицијата, така? Да. Тоа им е глупа овој идеја. За децата млади, ќе гледат, ќе дојдат, деца се радуват со старите, иначе Иако мислат дека ќе им помогне, не верувам на таква помош. па слушај, све може да биде у оваа држава. Ќе се облакаат како дедомразовци, Да. па и за тоа се. Народот ќе се одлучи сам што и како. А мислите дека ќе соберат гласови ако се облакаат како дедомразовци? Ќе што берат. Да. Сите деца се интересираат за дедомраз. Како не, како не иде работата, може и дедом мраз. Само шета што нема и баба мраз. Можно е да го направим тоа. Ја мислам подобро да разговараме за нешто убаво, него ли за политиката. Да ти ја префрлам топката? Дај ми шо? Ајде. Ете. Ја префрламе топката кај Дејан Лилич, зашто нели така е редот. Сега е негов ред во 1 на 1. Дај ми раче, честито Втор за знае зашто за Русија, за успехот, за се. И тоа ми е главен повод зашто си тука. А зашто сме во сала каде што се игра баскет, тотално не знам. Па затоа што е 1 на 1, one on one. Така, имаше една игрица на Commodore 64 на времето, на Commodore Тоа за 64. младата генерација, 1 на 1 се викаше, што да one on кажем? one. Обично тоа е нели баскет термин, 1 на 1. Така како не. А тогаш беа Лари Бърд и Меджик Джонсон како ликови виртуелни и се Најверојатно играш. без авторски права, без она копирајт и така ги земале. На касети идеше тоа, све се Да, снимаше, да, се да. преснимуваше, знаеш како идеше. А после од кога почна да се бунат им ги менја и минјата ако ти текне. Лари Мрд. Ќе биде Бордов. Меджик Шонсон. Да, точно. Кажав за Русија, значи тоа е најактуелно. Ромео и Јулија, огромен успех, дури немаме светло. Одлично, не е важно. Да, види се. Светлото е небитна работна. Не бе, зашто снимате шо? Може и без струја, ако сакаш, мене не ми е. Саботажа ни прават. Цело време. да. Директорот на Драмски. Земи? Ја читав. Така и пишуваше по медиуми дека Ја бев таму, кажи, ќе ти кажам. Ромео што некогаш го виделе русите. Мене ми беше многу страшно кога го чув тоа таму. Тоа беше еден професор од 87 години, кој буквално сите имаат страф и трепет кога зборува. И буквално, значи, пред едно 250 луѓе, он зборува, сите штама, ми дига здравици и ми ка дојде ваму. И ми го кажува тоа. Ти можеш да замислиш како јас се осеќав тогаш. Но беше изузетно искуство
и таква една пофалба која ја добив таму што, како да кажам, и мене ми се пресекува нозете од тоа. Да, бе, Декса. Сега, интересна работа. Викаа дека 600 луѓе биле внатре, 500 луѓе биле надвор. Интерес, што да ти кажам? Да. Од каде представа од Македонија во Русија? Толкав интерес, како дознале воопшто дека има? Добро, видите, тоа беше секако продукција помеѓу два театри. Значи, Народен театар Битола, јас бев како гостин таму, од наша страна, и театарот Комерсажевска рускиот, театарот Петербург, и се случи прво премиерата на Охридско лето и потоа отидовме таму, игравме, и бидејќи имаше само една представа, имаше многу луѓе што сакаа да ја видат, бидејќи видоат слики некои од Охридско лето, таму играат некои звезди, например Јулија што игра Евгенија Гумнова, она е вистинска звезда во Петербург. Во Русија баш, Да, во Русија, она е вистинска звезда таму, и знаеш како, сакаа да ја гледаат, сакаа да го видат македонскиот Ромео, сакаа да видат Ромео и Јулија на два различни јазици што се зборува. Значи Ромео се пушташе на Јулија на македонски. Всушност он не и се пушта. Он само честно си го кажува тоа што го чувствува. Так. Он си говореше или зборуваше на македонски, да. А Во сред Русија. А Јулија си враќа на руски. На руски. И се разбираме потполно. А режисерот кој е? Дејан Пројковски, Дејан македонец. Пројковски. Нашиот Дејан, да. Да. Колку што све нема режирано кај нас Дејан. Од представи до Спектакло и збиштини разни спектакли. Спектакли, добар збор. Нив не им беше пречка следењето на македонскиот и на рускиот јазик во една представа, напротив им беше задоволство, и тоа се луѓе што таму во театар, како ти кажам, традиција има за театар, они идат на секоја представа, не е важно дали е премиера или не е премиера, се носат по тони цвеќиња, бомбонјери, чоколади, значи актерите се таму на еден пиедестал каде што како што не сум видел на ниедно друго. Знаеш дали од секогаш е така? Наназад стотици години е тоа. Значи, наназад стотици години. Се историја не е. Ја тоа сум го слушал. Но јас го доживеав. Сега се увери. Да. И што се увери па на своја кожа се увери. Овде кога доаѓаш и викаш здраво, јас сум актер. Актер, добро, мора и тоа некој да го работи. Тоа нема везе, тоа е нешто портокали ти да жонглираш. У реду е. Кажи некој виц, ако не е проблем. Таму викаш јас сум актер, художник, и они вака художник. Не е важно дали е од другата страна доктор, хирург, адвокат, економист, они вака со должна почит. Што мислиш од кај тоа? Лично те прашам. Од кај мислиш дека е тоа дојде? Види, сериозна традиција за култура е таму. Значи во царска Русија нешто морало да се случува за конкретно Петербург, таму ти е Пушкин, таму ти е Достоевски, мислам, таму значи уметност. Луѓе што на вистина придонеле не само за нивната, него за светската уметност. На сите нивоа, и они живеат од тоа. Кај нив е доживљај, значи кај нив е значи не е работата да изнесеш девојка во кафич на кафе, не, кај нив прво си иде во театар, значи тоа е удварањето во театар и целата приказна околу тоа се врти. Курачена ноџе, па ако ти дозволи. Тоа не сум го пробал, мислам дека сум стар више за тоа. Но ќе прашам, ќе те пратам и зашто да не. Готово, дај ми како актер можеш да помогнеш, Русија. одличен си. Викаш, нели? Да, има една представа сега што се спрема, што план ми е да се спрема, така да ќе мислам дека не е лошо да те ангажираме таму. Но под еден единствен услов. Има шанси да ме ангажираш за представа. Да. Под еден услов, ќе се договориме во текот на емисијата кој. Во текот на емисијата, останете со нас. Останете со него. Дај блог за Русија. Ајде. Блиц прашање. Колку време, мислам, колку често одиш? Месецов, 2-3 месеца, колку често одиш таму? Едно време одев, првиот пат кога отидов е 98 година. Потоа кога отидов 2011 со снимањето на филмот. Значи, можеш да замислиш каква дискрепанција на распон сериозен на време. Што увиде разлика? Голема разлика. Да. Американизација на општеството, не знам. Да, имаат малку европеизација, американизација, но тој дух што го имаат они, тој никаде не може да се уништи, и тој дух, за жал или за среќа, овој западниот свет не може да го добие. Значи имаат нешто што никогаш нема западниот свет да го има. А во секое време може да го имаат сето она што го има западниот свет. Тоа е што е највише сменето во оваа смисла. Сега што ми збориш од 98 до сега. Што се изненади тие птен кога дојдеш? Да кажеме, Москва тогаш кога ја гледаш како во градби и како Петербург, што сега можеш да го видиш. Сега Москва е преплавена со билборди, со светлички реклами, но светлички реклами какви што не можеш да видиш во Европа. Значи, сега правиме момент за сериозни 3D светлички реклами, сериозни огромни билборди кои се со LED дисплеи, какви што не се, Њујорк, можеби од Њујорк малце појако. Њујорк и пол. Њујорк и пол на кај 2.
Така. Да, сериозно. Значи огромни пари се фрлаат во економијата нудна руска и огромни пари даваат и во културата, и во спортот, и во уметноста, и во градбите, и во се она што го прават. Голема земја. Значи јас таму видов 98 булевари од 12 ленти и сега уште ги има тие од 12 ленти. Во еден правец. Да. Кажи ми, стереотип за русиве е она нели со водка, со некакво веселба, некаква со така. Тој стереотип рачуни дека е таков. Постои ли Да, таков? пијат водка на екс, чаши големи и тоа е тоа. Значи они ги маваат бе дека мене не ми е јасно, значи они пијат за да се напијат, што мене воопшто не ми се допаѓа. Значи не пијат да наздрават, него они пијат и они почнуваат сега и за 20 минути веќе се сите пијани. Абе не зезај. Да. Но има една многу интересна работа, ако е зимно време таму. Таа водката им е како гориво, ги одржува во живот. Значи цело време циркулацијата им е таа. Мора да се Мора да се цугне за мора да се за цугне да работиш. Да. И дека ќе заврзнат антифриз. Друже, антифриз. Антифриз, точно. Супер тие тебе со прашање на лист, ја дека без дај Да. топката. Чекај да ти ја префрлам топката. Ајде така. Ти директор на МНТ, а сепак си, како да кажеме тоа, не може да кажеме дете на драмски, ама дечко на драмски. Сепак, извагај ми ја малце таа работа, емоција врзана за драмски, а некако си, не знам, престиж или како да го наречеме, врзан за МНТ. Ја имам една единствена емоција. Емоција врзана за театарот во Македонија. Се едно каде. Значи не е важно, ја можам да работам и во Куманово, и во Велес, и во Штип, и во Струмица, било каде. Не значи тоа дека во драмски ќе работиш добро, во МНТ полошо, не, секаде мора да бидеш поврна топ. А драмски ми е се уште овдека во срцето, но МНТ ми е исто една обврска. Играш, на репертоар има представи. Па пред да отидам да бидам директор во МНТ, ја имав представи во драмски и тоа е еден куп. Знаеш дека играв од понеделник до сабота. Така да тие представи некои си остана, некои веќе ги нема на репертоарот. Обврска и должност ми е како актер да и се давам на мојата публика. Се промени некој однос на колеги према тебе? Искрено? Да. Не. За да бидеме нели глобално културни и адекватни, ќе кажеме не, па нормално колегите те разбираат. Секогаш го осеќаш тоа кој сака да се смени и кој се сменил. Чуден е народот и луѓето се многу интересни затоа што јас со оваа фраза ќе ти ја кажам, ако носиш капа, зошто носиш капа? И потоа кога ќе ја симнеш, зошто не носиш капа? Значи никогаш не можеш да им угодиш 100%. Секогаш ќе бидат незадоволни или презадоволни, нели, од сите тие работи. А работата е што само треба луѓето да бидат честни и искрени. Јас многу почитувам честност и искреност. Ама не можеш друг да натераш да биде. Не можеш да натераш друг да биде, но не можам ни да бидам пријател со него ако не е од таа страна честен и искрен. Така. Ја можам да бидам честен, искрен и ти давам се и срце и душа ти се отварам и многу сме френд и многу окей, правиме муабет и све ќе ти помогнам и се ќе барам како што ќе ти дадам. Ако нема реципроцитет или фидбек, чуму ти е сето тоа. Фидбек и чуму во една реченица е одлично. Чуму зошто да? Чуму е многу интересен израз. Да, чуму ти е фидбек. И чом е интересен. Како? И чом. Чом, да, и чом. Ај дале. Како се прави некоја листа на представи сега од директорски аспект? Никогаш порано валјда, или може си се замарал, од кај да знам, ама сега имаш сосема друг аспект, одговорност да наредиш репертоар, кога се прави репертоар, комедии, трагедии, нешто измеѓу. Види, знаеш како? Еве сега ти кажам конкретно за македонски народен театар. Значи, види, сега правиме муабет, имаш театри, комедија, театар, комедија, така, имаш камерен театар. Значи тоа си се дефинираат одредени представи. Македонски народен театар, самото име си го кажува. Тоа е национална институција која треба да гаи сериозен, тежок или ако викаат како што го викаат железен репертоар. Тој железен репертоар, тоа значи си тие фрази тргни ги и само кажи си една работа. Што сака народот да гледа? Да, народот сака да гледа тоа што ќе му се понуди. Воглавно сите бараат комедии. Добро. Ајде да го подучиме. Ќе му дадеме комедија која не е лесно напишана, која не е со многу пцолсти, која не е со вулгарности, него која е на некој начин врв во еден театарски сегмент или во една театарска година, сезона или па еден век, одцртува век. Така. Како што е кај нас свадбата на Фигаро, која изузетно добро функционира, а немаш ни една пцолст во неја. Дај малку да го вратиме за вистинскиот збор, македонскиот литературен јазик на сцената во театарот.
кога дојдеш на некое ново место за тебе, секогаш се советуваш со некои постари, со некои кои што биле таму, поминале таму. Со кој збореше ти Види се, општо? Кој ти беше најголем пријател у транзиција? Знаеш како, сите овие работи што ги зборувавме, што ги кажувам сега, ги зборувам и со некои колеги што ми се постари во текот на годините кога немаше ни избор да стане за некакво директорување, дали како уметнички директор во драмски или во МНТ сега како генерален директор. Чисто актерски муавет, значи. Актерски муавет, понатаму. Од 97 година многу сериозни театарски фестивали посетував со моите представи и таму ги гледав, обично се интересирав не каде има најдобро кафе или што е најдобро да се шопингува во тој мол, него ги гледав репертоарите што ги има на тие театри. Чисто информативно. Сакав да знам што имаат најдобрите театри во тие земји како репертоар. И гледам дека тоа се зашто си класици. викаше, ќе бидам директор за 10 години. Да, и беа мишан, пази ти ќе бидеш директор и види што има. Те раснеме како директор. Не, види се, и тоа е една фама, е многу интересна. Тоа директор, тоа е само фама. Треба да бидеш многу чесен и искрен работник. Директорот е можеби најголемиот работник, воопшто не се од тие што седат, ако си вистински директор, и што се, како го нарече ти претходно, што се? Да бе, во кафана се здебели да се направи, машната на страна, малце маши, да се. Малку замрсени. Нек сајде, се да пиеме. Треба како директор да бидеш пример, значи треба да бидеш. Јас сум и актер во исто време играм представи, значи треба да бидеш и психофизички потполно спремен, ако ништо друго и повеќе од сите други што се околу тебе. Ги разбираш актерите повеќе од што некои директори тебе те разбирале? Се трудам колку што можам и колку што ми е во рамките на она што ми е дозволено и колку што ми е во рамките. Некојаш така, абе Декса знаеш бе, па и ти си глумец бе Декса. Види, не се случило тоа затоа што ги разбирам. И зашто инвестирам и давам се што можам повеќе. Види, основната дејност на театарот е нели театарската представа. Тоа ги сочинува актерите, режисерот и сите онаа техничка екипа што работи околу представите. Да се грижиш за нив, во рамките на оно колку што можеш се разбира, е најубавото нешто што тие луѓе ја даваат вистинската енергија во театарот. Значи не само да народски кажано како што кажеш ти да мрчат, односно да коментираат негативно, туку и да помогнат со своји предлози, сугестии во рамките на возможното. Супер би било сега сите да кажат, види, добро би било секој актер да има кола. Одлично. Како? Одлично. Дали е тоа возможно? Така да, идеме сега репертоарски. Добра идеја. Да, одлична идеја, браво. Те молам, реализира ја. Новиот театар Декса треба на МНТ да припадне. Како оди таа работа? Новиот театар, да. Значи, административно ќе биде Македонски народен театар, драма. Аха. Значи, опера и балет има своја зграда, Така, драмата ќе биде во Македонскиот народен театар, и се надевам дека таму ќе играат и многу актери од Македонија. Значи не само од овие актери што се вработени во МНТ, на вистина заслужуваат и други актери од другите градови од Прати Македонија. што да играат дока е, не знам, градење едно друго. Цело време за да го ставиме во функција објектот, инаку Така. не смее да не се прати. Мора да се прати. Што вика, некој рок има, некој дедлайн нешто? 27 март. 27. март е светскиот ден на театарот. Супер. Значи со некаква символика. Со некаква символика, плюс минус и да биде 7-8 дена не е важно, битно е да се направи како што треба за да влеземе таму во сериозна вистинска театарска зграда, функционална 100%, каде што Се што ви треба да имате, така? Кога ќе дојдеш да гледаш представа, да уживаш во една вистинска театарска магија. Да кажеме Александрински театар во Петербург, влегуваш. Тоа е како да влегуваш во црква од готски стил. Значи, прво те фаќа страф од она што го влегуваш и како тоа изгледа големо. И тоа е убавото. Значи, нема веќе идење во театар по патичиња, по бермудчиња и по искинати маички, како што се навикнати луѓето. Идејата е да направиме вистинска театарска публика која ќе иде во театар да има причина да оди во театар. Значи да се дотара, има врска за целото доживување. Апсолутно. Она не само тоа што е на сцена, него. Апсолутно. Како ќе дојдеш, како ќе те примат. Знаеш, ќе направиме една паралела со дискотеки. Не ги пуштале во дискотеки со патеки, ами во театар ли да влегуваат со патеки. Па направи му чест и на театарот, и на актерот, и на овој што денеска 2,5 сата ќе се поти пред тебе во живо. Сега и овде. Значи не е филм каде што можеш да прекинеш и да се чуеш, Жаре види на интервју, да, ќе дојдеме таму. Каде ќе го правиме? Форца важи, нема ќе играме баскет, ќе играме. Ајде, па да го пуштиш филмот. Не, театарска представа, 2,5 сата. Никој не прашува дали акторот е болен, дали акторот има проблеми денеска, дали има смртен случај или не. Никој не знае. Си играат представи постојано. Бујрум, повелете, дотерајте се и дојдете во театар и испочитувајте ги оние што играат денеска, овде и сега само за вас. Ја префрлам топката. Кој представи шо? Ете. Зашто ми го кажеш уживо? Ќе ги трнев уживо? Да, терај, нема врска. Снимаме, така? Снимаш? Снимаш? Добро. Значи, ми кажа да ги трнам врвките. Ете така.
Како не ти е срам? Да ги извадам, не се секира и нема да се бесиме. Зашто му викаш а да за ги овие трне врвките? се збу. Дај му крупен молим те колку е збунет. Еве ти тебе топка. О, ете така. Опа, Декса, малце контроверза една ќе убациме. Да чуем. Тоа она шаблонот за интервју. Мораш да имаш т и мора и малце да скокотнеш. Ајде да праше. Да скокотнеме треба. Ајде. Викаат вака дека нели смртта на Дади, што Да. се случи, дека поминала без некакво си потребно сочувство од МНТ како институција, па и ти како личност. Ау, што ќе ме прашаш, пријателе? Не сум сакал да коментирам на оваа тема, но многу ми е драго што ме прашаш. Топката е кај Топката тебе. кај мене. Сакаш имиња и презимиња? Да, јас сум транспарентен и Добро, отворен. Декса, Се како ќе работи за кажеш? новинарката Марија Зафировска во Весникот Вест. Значи ова не е измишлјотина, туку се има случајно. Така? Ме праша ќе ти одговорам. Така, така. Се работи за новинарката Марија Зафировска и Весникот Вест. Очекувам од Весникот Вест и од новинарката Марија Зафировска сериозно јавно извизнување и до мене, и до Дејан Пројковски, и до Македонскиот народен театар. Дента, кога дознавме дека мојот многу драг колега Дади е починат, у првите 5 минути, мислам дека прв, ако не е второ, евентуално, првите 3 телеграми пратени од Македонски народен театар на негова лична домашна адреса, каде што неговата ќерка може да го потврди тоа, каде што имам и ја и докази, е пратена телеграма со израз на Зашто сочувство. бе, дека се Наредниот ден јас заминав за Петербург и физички, за жал, не можев да присуствувам на неговиот погреб. Так. А зошто тоа го напишало таа? Па, Јас мислам дека не е лошо да ја прашаш Марија Зафировска и Весникот Вест. ти се јавија некој за муавето? Навикнат сум на разни будалаштини, лаги, врзани со моето Абе, не име, е врзани со речено разни имиња и не е Дек се проблем. жаре, не знам што правеле или Да, не знам, да. или ама добро, овде сега малце. Се едно. Значи се едно. Супер би било кога би ги проверувале информациите луѓето и потоа би пишувале или говореле за нив. Ја ти затоа ти кажувам, со имиња и со презимиња и со кој весник е. Не е проблем, ќе влеземе во конфронтација, но ја лично мислам дека многу скоро и што побрзо треба и новинарката и весникот да дадат извинување. Ако дам тројка од прва, сега. Тројка? Добро, добро. Представа ми даваш од мојата кратка да се појавам. Се Курир да појавиш? бидам, перо писар. Ама пази што се Перо кажа. писар. Ама сериозно. Перо Готово, писар. пази што се Е, кажа. Притоа, држа. доаѓаш со камери и го снимаме тој дражесен момент. И го снимаме. Ајде да видиме сега, ја ќе добијам ли улога или не Ајде да добијам видиме. улога. Ајде да видиме, следиме. Ајде да видиме. Значи тројче шутираме за оваква, така за За? па за Тројче? улога. Тоа Само е за тоа. улога. Да. Само момент. Кажи кога сакаш. Бире од каде? Од која А? позиција? Од кога сакаш ти? Еј, може? Може. Ето, не ви е тоа. За која представа рековме? Значи вака, рече било што. Писар, Пиар. повелете кафе, господине, било што. Така? Да, па Легуваш тоа у реков, представа? уманета, да. Договорено. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Ја можам да намирам палачинки од ВЦ. Не знам дали знаете, кравите имаат супер мирис. Може да намирисат нешта и кога е далеко 10 километри. Затоа немој да се чудиш кога кравите бегаат, ако не си бањат. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Точно не, значи многу скоро, 2013 година до јуни месец, Жаре го гледате во некоја представа оманата и мислам дека го направам мој партнер да си биде. Ја и ти на сцена договорено. А ова што со партнеров? Ќе ти кажам после снимање. Мамо не доаѓа на представа.